Убава тема. Ние минатата недела со Викторија ја промовиравме на Македонското радио и Радио 2 и ветивме гостување во Македонија наутро. Ветивме дека ќе ја разбудиме малку порано. Добро утро, Македонија. Стануваш рано или па да, вака само кога треба? Денес станав во 6 наутро, така да тоа е доволно рано за мене. Инаку поради врските секако дека станувам рано, но би сакала да поспиам и малку подолго. Али тоа ќе го ставиме за некој месец како јануари. Добро. Сега таков е периодот. Да. Треба да се работи со оглед на сите ангажмани и активности кои што ги имаш. Го споменуваме тука Инстаграм, сите работи кои што ги имаш таму, меѓутоа музиката секогаш приоритет, секогаш на прво место. Бумеранг е проектот кој што реши да го промовираш пред својата публика, пред македонската слушателска публика, пред крајот од оваа 2024 година. Велиш, Бумеранг е повеќе од музика, символ на љубовта, сеќавањата и кругот на животот кој секогаш ни се враќа. Па точно се што е кажано во песната е вистина. И мислам дека покажавме нешто што остава вредност. Со Лазар Цветковски ја направивте заедно, така е, да. Велиш момент на инспирација. Ова не ви е прва соработка со Лазар? Не ни е прва соработка. Пред многу години заедно со Димитар Андоновски имавме еден убав дует, каде јас имав 20 на некои години, тогаш бев навистина многу млада. И сега, иако и сега не сум стара, меѓутоа сум среќна на соработката да, со Лазар. Навистина многу лесно ни оди работата. Не би рекла ни дека тоа е работа, тоа е некој процес така творечки, креативен. Не знаев што ќе направиме кога патував до неговото студио, но знаев дека сакам да направам нешто вистинско и ете Бумеранг излезе за некои 2 часа, ја склопивме, уште малку оставивме за да доработиме финеси. Мислам, може би звучи вака многу кратко, дека Лазе отпосле се трудеше многу, го направи аранжманот прекрасен, ја направи продукцијата, сето тоа е голем процес, меѓутоа овој креативниот дел, мислам дека е најважен, или тоа е основата на песната, и тоа толку брзо го завршивме. Да. И основата, една од основите на песната е пораката која што се пренесува и во вистинско време некако доаѓа песнава на крајот. Сметам дека е во вистинско време, да, така се поклопуваат некои нешта, некои информации, мислам дека на многу луѓе ќе им го покаже можеби патот, ќе ги запраша нешто. Мислам дека е доста поучено. Продолжи така, толку имам само да кажам, кога станува збор за музиката, создавањето на песни, снимањето на песни не е само едноставен процес да се влезе во студио и нештото да се отпее, туку ако вака песните ги гледаме низ призма на пренесување порака, давање надеж на луѓето, тогаш на вистина голема работа. Па добро, јас ќе кажам и за мене и веројатно и за сите артисти, тоа е делче од себе си, кое што кое што го споделуваш. Мислам дека е големо богатство кога артистот е потполно искрен, да не кажам и гол пред публиката и ги изнесува сите тие емоции, така да тоа е вредноста и доблеста на нашата професија. Така. За да се долови суштината на една песна, секогаш тука важен дел е и спотот. Велат, спотот може да ја уништи песната или да ја направи уште повеќе популарна. Вела, тоа е мед со две острици. Колку и вела да е добра песната, ако во спотот се фати друг правец, може на тој начин, мислам, да ја уништи. Да. Што не е случај со Бумеранг. Не мислам дека Бумеранг воопшто може да се уништи. Не, чисто давам само констатација како гледаш, нели, спотот, визуализацијата е многу важна. Со ова сакав да кажам дека и тука имате навистина се гледа дека си имате потрудено доста. Тотално си во права, Ване, но пак ќе ти кажам, сметам дека Бумеранг не може да се уништи, затоа што го бара токму овој правец на визуализација. Да. И Дарко Митов го режираше спотот. Исто така помошници ни се Сергеј Сарчевски. Да, Сарчевски, Борис Ралев, Душан Цимбаевиќ. Имаме многу соработници кои што го доловија она што јас и длабоко во душата посакував да се долови. Многу сум им благодарна и ни требаше малку простор додека го измонтираме спотот, затоа што имавме толку многу материјали, но не знаевме од што да почнеме, тоа беше најтешкиот дел.
и секако дека водата беше она која што сакав да биде почетокот. Како длабочината на тие мисли, на тие темни сили излегуваме на површината. Ето тоа е символот на привршување на оваа година. Сакам сите би посакала сите луѓе да им се случи тоа, да ја допрат светлината. Да испливаат на површината. Да испливаат од сите тие работи, илузии, проблеми кои што ги имат во живот. Тимот велот е важен, тоа се гледа во овој твој најнов проект, некако најверојатно најголемиот виновник за ова си ти, се гледа дека целиот тим е едно и е внесен во целата приказна. Сега колку тука и артистот да се труди сам не може, едноставно, повторно ќе кажам, тимот е тим, но и очигледно односите внатре во тимот секогаш се рефлектираат кога еден проект ќе ја види светлината на денот. Ване, значи како ми ги читаш мислите, навистина денеска вака многу ми почна денот за тебе. Убаво е вака кога ќе ни дадат гости. Да. Фини луѓе сме тука. Така е, знаеш како исто со исто се привлекува, да. Исто како што се привлеков и со оваа екипа да работиме и со Лазар. И исто така и се надевам дека луѓето кои што не гледаат денеска ќе им бидеме инспирација. Така. Бумеранг нека се слуша, нека се гледа спотот, нека се сваќа пораката. Навистина мене, бидејќи се знаеме долго време, јас се сеќавам една твоја меѓу првите промоции во сегашен Рамстор мол имаше еден кафе бар. Таму нешто водев, тоа тоа беше мојата прва песна, 7, 8, не знам која, 9 година, не знам кога беше, но она што сакав со ова да го кажам, мојата поента е не да се пофалам колку време те знам, туку да се пофалам дека навистина знам човек кој што не дека не се менувал низ годиниве во позитивна насока, меѓутоа некако се трудиш тоа што музички го представуваш на публиката, секогаш да има тежина. И продолжи така. И продолжи да не старееш. Благодарам. Исто и ти. Не изгледаш исто како и секогаш. Благодарам што ни дојде денес на гости во Македонија наутро, што ни го разубави студиото. Среќни празници да имаш ти и твоето семејство, па се гледаме после празници. Благодарам и тебе исто среќни празници, убаво да си поминеш и за новата година и за празниците. 2025 така имаме нешто сигурно. Многу нешта нови, да, како велат со Господ напред. Ќе биде супер. Така да ни доаѓаш повторно. Ќе ви дојдам подолго интервју. Денес малку и гужвата низ град ни ги поремети плановите да почне интервјуто порано, затоа тука ќе треба да завршам, да ти посекам убав ден. Ние Бумеранг веќе ја погледнавме и слушнавме, но и со неја ќе ја завршиме подолу малку емисијата со таа песна. Благодарам уште. Супер, голем поздрав до сите гледачи. Поздрав, Викторија Лоба беше тоа наша гостинка во Македонија наутро.